Продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска во студиото имаме еден гостин со кој што ќе најавиме еден убав настан. Се работи за славење на 50 годишен јубилеј, што нималку не е за подценување. 50 години музичка кариера. Мики Јовановски Џафер, македонски рок, поп музичар, еден од најпознатите во Македонија. Добро утро и добро дојдовте во Слободен печат. Добар ден, благодарам за епитетите и за историјатот. Така. Не е малку, како што реков, 50 години јубилеј, музичка кариера. Навистина многу сте оставиле позади вас. Ајде да почнам со едно од потешките прашања. Колку е лесно или тешко, веројатно е тешко, да се остане 50 години на музичката сцена и при тоа да си во теки со оние кои што слушале пред 50 години, пред 20, па и оние кои што сега ги знаат многу добро вашите песни? Така, веднаш да кажа, ако бев спортиста до сега немаше ништо да славам од кариерава. Се знае спортистите колку им трае сето тоа. Ние не фаќаме обруч од баскетот, нели? Веќе со нозете, ајде да речем, имаме здравје и ова фудбалерите отишле. И така натаму. Меѓутоа, мене ништо не ми представува проблем да ги истерам овие години, како и многу други, да речеме, колеги, ова пошироко гледано, не само поп, джез, ова било која музика. Лесно им е да си создаваат музика и во поодминатите години. Така. Инаку, јас се носам и со млади и мојот репертуар мислам дека е подобен и како и за постари овие генерации и помлади. Дури и во кавер верзиите, пошто јас сум многу и таму, има многу од песниве кои што ги пеат млади пеачи. Светски зборам за world music, светска музика. Да. Тоа е. Да. Одлично. Концертот во Скопје ќе се случува на 13 април во јавна соба. Да, во јавна соба. Од музичарите кои што веќе настапувале таму, имале свој концерт и сум слушнала дека има одлична акустика. Веќе бевте, пробавте таму? Не сме пробале генерално, на неколку наврати бев јас. Мислам дека е прекрасен тој ова простор. Собира колку што собира, мислам од 200 до 300 луѓе. Так. И е многу битно убаво рековте акустично, затоа што е дрво, а дрвото е најблиско до човекот. Значи, најблагородно, најмеко и звучно е подобно. Така да мислам дека ќе уживаат сите тие што ќе дојдат заедно со мене да го прославиме овие песните, да ги прославиме 50 години создавање музика во Македонија, поддржување на овој идентитет културен наш, нели? И песните се нивни. И моето мото е, реков, значи по овие јавни мрежи напишав дека јас не сум јас, песните се ваши и ние сите ќе се качиме на сцената. Така. А тоа е измислено место сите да бидат на сцената. Да, апсолутно. Така ги доживувате песните, дека кога ги создавате, ги поклонувате на публиката, нели? Па се подарува. И најголемите музичари на светот ги подаруваат на оваа популација, дели наша земјена популација, па и кај нас во Македонија, уште повеќе е подарок на било кој пеач музичар кон публиката, кон народот. Можеме да откриеме некои детали во врска со концертот? Колку време ќе трае? Што ќе се свири? Ќе се свират постери, веројатно и ние со организаторот, Ана, зацртавме еден настап. Обично тоа е така стандардно, нели, прославуваше. Меѓутоа не успеавме да наидеме на прием кај да речеме кај министерствава, кај големите спонзори и да можеме тоа да го направиме одеднаш. Така да со организаторот го правиме на неколку места. Так. И мислам дека ќе успееме, јас секогаш сум оптимист дека и секој настап ќе биде позитивен и ќе биде привлечен и за публика, затоа што мојот репертуар е многу широк, спектрален. Имам јас од традиционални тие делници во музиката до најинвентивни, па рок н рол, па шлагери, имам поп музика и така натаму.
Значи Мислам ќе дека се ќе им се свират и допадне. кавери, нели? Не само авторски, Да, туку и мислам кавери. дека ќе отсвириме некој каверче. Ако, убаво. Тоа ни е, мислам дека ова публика што ги сака моите песни многу се блиску до кавер. Така, Жанровски можеме да одредиме музиката поп-рок. Да, се има по нешто. Таму во мојот опус има пријатели на музиката, соработници кои што буквално се способни да направат се, джез, да направат фјужн, да направат рок-н-рол, да направат шлагер. Убава балада, нели? Да. Ајде сега да споменеме кога веќе музичарите на сцена. Кој ќе биде на сцена со Џафер? На сцената ќе бидат маце повеќе луѓе, затоа им реков таа сцена да ја прошират. Може и пола публика да се качува. Па ако би било убаво, успеат зошто да не? да се расположат, нели, да се распеат. Значи вака, две имиња од времето кои што ставија опус, нели, заедно со мене и посебно тоа се Драган Денковски Груле. Го знаеме под Пелестер свири Груле до Сабајле. Да. Со него е Венко Серафимов. Знаеме за Венко се, што има да кажеме. Тоа се гитарските делници Така. кои што ќе го носат тонај атак, нели, на звукот. Имаме дечко кој што свири на синтесајзери, Александар Никодиновски. Тоа е веќе познат, млад е, меѓутоа познат. Во ритм секцијата се бас гитара Џоле Максимовски и дечкото на тапани е Бојан Стојановски. Добро. Тоа е таа екипа и имаме две многу симпатични и распеани дами, Придружни вокали? едно од поубавите девојчиња, Маја и Јуле. Одлично. Маја и Јуля, Маја, значи... знаете, ова, не ова, заборев презиме како се. Добро. Саздановска. Маја Саздановска, Она беше, да. нели, Одличен вокал. на време правеше Да. соло кариера Да, и се уште да. може би ќе направи нешто, а и Јуле сигурно се спрема за соло настапи, така многу ми е драго. Сме соработувале со сите, па и со женската екипа која што ќе ги заедно со мене ќе ги пее песните. Тени нема проблем, веќе сме толку подготвени и чекаме нестрпливо, знаеш, да ги отсвириме. Да, проби правите, во текста пробите. Да, ми се привршуваме сега. Доаѓа периодот кога треба гостите да ги вклопиме со нас. Треба да дојде Тавитјан Гарабет да отсвири Добра. една многу добра номера, тоа е изненадувањето. Треба да отсвири гитара Божиков, Мичо Божиков, на една сентиментална песна, Сон на дланките. Потоа имаме уште еден гостин на клавиатура, тоа е Симон Киселички, еден од многу појаките джезери и класичари на пијано. И тој ќе отсвири некои две песни, мислам, тука, ќе учествува. И така, Убава екипа, наистина еден убава. исто така од гостите Пере Нокаут, кој што на неколку наврати ја правиме Лага и измама. Со неговиот саксофониста, ученик на Мицанов. Не мислам сега, тој е врв на Македонија. Знаеш, джезери кои што свират Да. и се што и фјузни, така. Тоа и такви моменти ќе има. Сега, ова што ќе се случува ќе започне во Скопје, во јавна соба, меѓутоа ќе се Тоа е на прошетате. 13 На 13 април. Така, меѓутоа ќе имате и концерти во Штип, Во Штип Струмица имаме и на Битола. 18 април, да Добро. запамтиме. Добро. Во Струмица сме на 25 април Добро. и во Битола сме во мај, 16 мај. И тоа се се тие културни домови ги знаат. Центар за култура, Да. во Штип, во Струмица и во Битола. Понатаму ќе продолжиме, независно од овој мој јубилеј, ќе гледаме да ги задоволиме сите потреби на музички потреби и љубов за забава, Така за е. журка Така. во Македонија. Така. Значи као концертна турнеичка ќе биде една да се прослави овој јубилеј 50 години. Мислам заслужила македонската публика и да слушне современа музика на македонски јазик и да видат дека македонските музичари се едни од посилните. И јас секогаш викам, македонските музичари, дали се вокалисти или инструменталисти, може да го покријат цел Балкан. Не мора никој друг да свири од друга страна.
Се сложувам, апсолутно. Имаме музичари какви што не знам дали има пошироко. Ајде вака, да разговараме, иако е многу тешко, јас секогаш сакам да ги прашувам музичарите за она што има омилено парче музика што излегло од нив. Има ли такво? Мола? Има ли омилена песна, омилено парче музика кое што излегло од вас? Од мојот репертоар? Да. Нешто кое што може би сте го свиреле многу пати, ама секогаш кога ќе го свирите ви убаво пак да го свирите. Па мене сите дечиња ми се и внучиња ми се мили. Добро. Јас сега имам две внучиња кои што не можам да ги делам. Така и песните? На некој начин квантумот го исполнив, имам внучка и внучко. Толку ми се мили. Така и песните. Така и песните. Знам ја сонце за три света дека е широко прифатена, знаеш. Да. Меѓутоа јас се наоѓам исто така и во Подпелистер, кај што се гитарџиите, нели, Венко и Груле. Таму имам многу комуникација со музичари, да речеме, многу ми помогнаа браќата Тавитијан во неколку песни, една од тие е Енергија, кој што јас себе како на некој начин ја создадов и ја го напишав тој текст. И многу песни ми се драги по Зима снегови, кој што е балада прекрасна. Исто така ќе исполниме. Мислам дека звукот ќе биде прекрасен и дека ќе доловиме се што е како во студио. Нема да има разлика помеѓу песни. И ќе има изненадување од овие албумски песни кои што многу добро ќе звучат, знаеш. Ќе биде задоволна публиката сегде и во Скопје и во другите градови. Да. Одлично. Ајде нешто за правење нова музика. Има ли планови за нешто ново? Да ви кажам, јас сум препон со музика. Сега моментално размислувам да правам координација и комуникација со бендови кои што се активни, со музичари, пеачи, со инструменталисти. Моментално зборував сега овие денови со видов со битолчани, тоа е Бранко Пајлјачо, кој што свири во групата Чоканче. Тие направиле прекрасна песна со паркети, толку ми се драги, значи се насолзив од смеење, знаеш, колку е духовито. И имам идеја веднаш, конкретна идеја, значи неостварена, да свириме еден блуз рок-н-рол со нив заедно. Браво. Можам да кажам одма, ако и да не се оствари. И да не се ќе се насочите кон тоа да се оствари. Може би повеќе ќе фати мајата. Но има смешен назив, има песната, се вика John T. Number one, all I free. Па смешен наслов. Во нивните, не знаат, се уште еве прв пат слушаат тие дека ја што имам идеја да направам. Соработка исто имам и со Перо Ренџов. Таму со Тумбао Салсабет имаме типична таква ствар, која што е почнато нешто, ќе продолжиме и ќе ја завршиме таа. И имаме некуп песни, мислам дека толку се мили за публика правени во времето на короната кога се затваравме и јас креирав тогаш и пишував и текстови и музика. Музика, да, па одлично. И тоа треба да ја види светлината на денот, треба да се за народ. Ма сигурно, сигурно. Сега, со едно такво искуство позади себе, со толку музика, со пронаоѓање на својот музички израз, колку е тешко да се пратат трендовите или не се замарате со тоа, не размислувате за тоа музичките трендови што младите сакаат, бидејќи нели во рете онаа музика која што имате, меѓутоа и новиве клинци треба да се привлечат и треба да ги навикнеме на тие песни што биле хитови. Тогаш меѓутоа и да им дадеме нова музика. Ана, нема да веруваш, ја пред некоја година, пред таа короната, имав некои договори во странство во Кидсбил. И 2 години поред, таму као нова година нешто, и спремав песни кои што се, значи, како Ед Ширан, нели ова? Ед Ширан. Како се вика, Шон Мендес, ако сте слушнали таму, Стичес песна една, која што народ, овие млади дечки тоа го слушаат и го примаат. Чарли Пуц. Такви песни кои што не може да допрат до, да речеме, 30 годишњак. Так. А камоли до мене. Да. И јас ги научив тие песни. Може, дали е добар одговорот? Ма да, апсолутно.
Значи блиска е музиката. Не познава. Не само блиска. Да. Ја на некој начин, сега да не се величам, јас сум хајлендер во музикава. Толку примам светска музика, ме интересира затоа што тоа е, нели, западната таа култура обично и од други краеви кои што доаѓа поретко, меѓутоа тоа е квалитетот на оваа планета. И ти ако не си близок со тоа, ако не го примиш тоа, не можеш ни да бидеш тој Така. квалитетниот пејач како што има кај нас овде. Сите тие слушаат светска музика, а јас слушам од мал, ме носеа по театар, гледав балети, филхармонии, што знам, гудачки квартети, камерни, и наслушан сум опери, нели? Така, Нет Кинг Кол ми е прв идол. Да не ви спомнам се, наам кои се би се идоли. Да, да. Кој ќе ги почнам да ги редам од Елвис Пресли, нели, од Роберт Плант, тој е Bad Company и така натаму, вамо. Стиви Винвуд, за некој ништо не значи, меѓутоа за музичките кругови е многу, многу тоа. Пејачи, пејачки имиња кои што ја со тек на време сум ги представувал. Стиви Вондер, например, многу ми е драг. Bee Gees. Да. Тоа се феномени на оваа планета. Се. И тоа сум го имал во определени периоди. Например, Стиви Вондер го слушав одма после Нет Кинг Кол. И тоа е, ја со Стиви Вондер сме една година разлика. Замислите, тоа он кој излезе со For Once in My Life, ја тоа одма го извадив. Дома сум плачел зошто ја можам да го пеам тоа, а не можам да го покажам на други. Ме разбирате колку е тоа чувствително ова. За ние се уште сме крај кој што нема шоу бизнис, таму настанало се, нели, во тие Америки, во тој Велика Британија. Така што мене ми е огромно задоволство дека сум станал име во Македонија и дека сум дал за нас нешто. Така е, останала музиката. Па дека песните ќе ме наживеат. Така е, и секогаш е така. Тоа е уствари последната цел, мисија на музичарите, песните да останат последните. Тоа е таа култура наша која што ние ја даруваме само за да ни остане овој културен идентитет македонски. Така е. И така е, мислам дека ќе продолжи музиката да живее. За почеток ќе посакам да имате убави концерти. Благодарам. Да има многу публика, луѓето да си поминат убаво и да не застанете со музиката. Давајте од тие песни што ги има. Сигурно. Јас сега имам веќе опус за еден албум кој што албуми не се ни прават, тоа ќе одат песна по песна. Да, веќе синглови, така е. Толку сум амбициозен и нестрплив да се појават песните. Буквално се мои, порано соработив со луѓе кои што ми даваа песни, сега давам. Така е. И така. Нека има уште многу музика. На 13 април уште еднаш ќе ги потсетиме гледачите. 13 април, памтите. Да. Да се видиме во јавна соба. Да, јавна соба, Public Room. Така е, Public Room, концерт на Мике Вановски Џафар, 50 години искуство, музичка кариера позади себе. Ќе биде фино да се потсетиме на сите тие хитови и да го слушнеме тој звук од квалитетни издржани музичари. Благодарам. Уште еднаш благодарам на вас за гостувањето. Се разбира, како и секогаш ве поканувам да останете со програмата на Слободен печат.